дојдовте во топ тема, како што веќе најавив. Вечерва во студиото ќе дебатираат Илија Димовски од ВМРО ДПМН, Хари Локвенец од СДСМ и Арбен Таравари, Алијанса за албанците. Она што е камен на сопнување е повторно Законот за јавното обвинителство и се поставува прашањето дали воопшто ќе има избори во закажаниот термин. ВМРО ДПМН веќе најави дека тие ќе поднесат предлог на 12 февруари за распуштање на парламентот. Дали тоа ќе се случи, ќе видиме и низ оваа дебата на која ќе разговараме и за методологијата на Европската унија за преговори за членство, за законот за одбрана, за законот за забрана на увоз на РДФ отпад и слично, затоа останете со нас. Со оглед на тоа што денеска весте дека ВМРО ДПМН ќе поднесе предлог за распуштање на собранието на 12 февруари, Димовски, сметате ли дека тој предлог ќе помине, затоа што и еден пратеник може да поднесе вакво барање до спикерот, односно до парламентот, и дали би било усвоено, затоа што веќе со денови слушаме дека власта вели дека ако не се донесе законот за јавно обвинителство, не може да се случат избори. Колку ова и процедурално и политички е... Процедурално е чиста постапката, во смисла на тоа дека и еден пратеник може да поднесе предлог одлука за распуштање на собранието. Таквата одлука да биде донесена треба 61 глас. Би подсетил дека датумите кога треба да се распушти собранието и кога треба да се одржат изборите и кога требаше да се избере техничката влада беа усогласени помеѓу лидерите на сите парламентарни политички партии и претседателот Пендаровски. Од тој аспект мислам дека станува збор за игра. Вчера кажа закон за јавно обвинителство, денеска гледам ги билдаат дополнително со уште неколку услови колегите од СДСМ одлуките за распуштање на собранието. Мислам дека во прашање е страф од избори, заради тоа што, знаете, во последниот месец и пол посебно, тоа го разговаравме и сега, тенденциите на раздвојување на рейтинзите, односно на разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, драстично се одлепуваат линиите. Меѓутоа прашање што е договорено освен датумот за избори, дали е договорено дека ќе се донесат овие закони или не, затоа што СДСМ токму тоа се повикува дека услов било донесувањето на законот за обвинителство. Ако беше така, ова ќе беше тема уште од самиот момент на лидерската средба. Ова законот за јавно обвинителство се врати на сцена од моментот кога беше новиот еврокомесар за проширување од Унгарија, кога беше на средби во Македонија, и тој потсети дека би било добро ако партиите се усогласат со законот за јавно обвинителство. Инаку, сосема кратко, законот за јавно обвинителство има една единствена цел, онаков каков што е напишен. Тој не е напишен од експертите, заради тоа што експертите на јавната расправа во собрание се дистанцираа од законот. Тој има за цел да ги обезбеди позициите на Русковска и на Јовевски во јавното обвинителство, како би можело Социјалдемократскиот сојуз да продолжи со истиот начин како што... разговараме во однос на содржината на законот. Да споменам. Меѓутоа, зошто СДСМ инсистира на донесувањето на овој закон и колку ВМРО ДПМН не си стои на зборот, доколку на вистина сте се договориле дека еден од условите за распишување на избори е токму донесувањето на овој закон. Добро вечер. Благодарност за поканата да учествувам на дебата со почитувани колеги од политичкиот спектар и да можеме да дебатираме на овие теми. Во старт одма реплика на она што го кажа почитуваниот Димовски, страф од избори, ако некој имал, тогаш немаше да бидат понудени во декември одма да се извршат изборите и да ги имаме час поскоро, за да го испитаме и рейтингот помеѓу граѓанството и да видиме колкави ни се силите. Сето она што го направивме изминатиот период, а бројките и аргументите се немилосрдни. Во само 2,5 години резултатите се фрапантни, незамисливи и на надворешно политичка сцена, меѓутоа и на онај дел за кој најмногу опозицијата мислеше дека ќе може да добие политички поени, тоа е поврзано со економијата и со развојот на државата и благосостојбата на граѓаните. Сите тие бројки се во интерес на постоечката влада и баш заради тоа сметам дека апсолутно е неуместно да се зборува за некаков страф од избори. Јас се сложувам дека е предизборен. Јас се сложувам дека е предизборен период и дека нема да се бираат средства на кој начин да се добие глас плюс или поддршка плюс од граѓаните, меѓутоа сепак зборуваме за аргументи и нешто кое што е споредливо. Не зборуваме за впечатоци, зборуваме за мерит систем, каде бројките и нивната споредба го докажуваат. Добро, тоа ќе го видиме и во рейтинзите понатаму, меѓутоа зошто за вас е клучно да се донесе законот и тоа зошто би ги одложили изборите? Ако сте веќе сигурни дека ви имате рейтинг кој што ве носи во победа. И сами слушнавте
препораките кои ги даде новиот комесар за проширување на Европската Унија. И целосно во претходниот период насоката беше носење на овој закон. Како исклучително важен заради тоа што и самите знаете, независно дали станува збор за 33 поглавја кои претходно беа преговарани или новите 7 кластери кои треба да се разгледуваат по новата методологија за пристапување кон Европската Унија, почетокот е со правото, со правдата и завршувањето е со правото, правдата, правосудството, човековите права и сето поврзано со таа проблематика. Нашата желба и интенција е да се покажеме во вистинско светло, дека ја заслужуваме, го заслужуваме од почнувањето на преговорите, а и самото членство во Европската Унија и да не дадеме буквално никаков повод за некаква причина или за некакво алиби некој да ја оспори спремноста на нашата држава поврзана со отпочнување на европските интеграции. Меѓутоа, Еве Таравари, што за вашата партија би значило одложување на изборите? Кој е вашиот став по ова прашање и дали сметате дека е ова само предизборие кога ВМРО ДПМН и СДСМ се обидуваат преку законот за јавно обвинителство да бидат во една политичка дебата која што вака ако продолжи, не знам ни граѓаниве колку ќе може да издржат да ги слушаат секој ден овие работи? Тоа би било многу несериозно, искрено. Јас се надевам дека премиерот повеќе врши притисок врз ВМРО ДПМН за да го донесат законот и другите партии, не само ВМРО ДПМН. Сите веќе имаме еден фер договор кој што е донесен и тоа консензуално кај претседателот Пендаровски. Ја не гледам поголема причина да се одложат изборите, иако добро би било и ние го поддржуваме законот како Алијанса за албанците, законот за јавно обвинителство, иако сме дали околу 9-10 амандмани, ми кажаа нашите пратеници, имале средба со министерката Десковска, повеќето од нив се прифатени, се надеваме тие ќе бидат дел од законот и да помине пред да биде распуштен парламентот. Инаку, ако се одолговлекуваат изборите, после тоа не може ниту една недела, ми се чини после тоа една недела е Велик ден, па потоа доаѓа рамазанските пости, па летниот период, па ќе остане за редовни избори. Тоа би било многу несериозно. Искрено, иако премиерот знае многу често да ги менува своите поранешниот премиер знаеше често да ги смени своите искази. Наутро да каже едно, после пладне друго. Меѓутоа се надевам дека сега сериозно не го мисли тоа, повеќе го прави за да изврши притисок врз сите партии да го поминат овој закон. И начелно мислам дека добро би било законот да помине во парламентот пред да се распушти. Меѓутоа, да, Димовски, од каде толкому сега барањето да се вклучат експерти во законот? Еве, ќе го цитирам Спасовски, сегашниот премиер, кога станува збор за ВМРО ДПМН, мене ми е совршено јасно дека се е можно заради тоа што таму сметам не надвладуваат националните интереси. Тоа што го бара ВМРО ДПМН, народски кажано, значи сите предистраги кои се започнете да бидат стопирани со решение. И дека тоа ви е основното зашто всушност барате да не се донесе овој закон. И ви врати исто министерката за Десковска, дека и до сега експерти учествува во подготувањето на тој закон. Тоа што го кажала министерката е, како да ви кажам, јас не треба да го демантирам. Професорите на јавната расправа пред неколку дена го демантираа. Неколку професори се дистанцираа. Почнале во работната група, но се дистанцираа од текстот кој што е производ. Јавно пред камера, пред 30 камери. Не треба јас да го демантирам, тоа веројатно сте го јас најмногу разбрав дека професорите имаат афинитети да станат јавни обвинители, тоа им беше заедничко на сите професори што го разговараа. Да, но тие што се професори по кривично право, по кривично процесно право, по уставно право од најсилниот правен факултет во Република Македонија, ниту еден не го пофали законот. Дури еден Камбовски, кој што бил председател на некаква работна група таму, кажа треба да се донесе законот, ама има забелешки и набра 10 забелешки. Што побаравме? Ние после таа јавна расправа кога свативме дека всушност тоа е политички текст напишан во штабот на СДСМ, како што реков, единствена цел законот има Русковска и Јоевски да останат на своите позиции за да може СДСМ како што работеше со специјалното јавно обвинителство, така да работи и со ова јавно обвинителство. И вака работи и досега, практично. Сте слушнале некаква постапка за десетиците афери кои што се случуваат во Република Македонија? Нема.
Но кога треба да се изврши притисок врз пратеници, кога треба да се рекетираат бизнисмени, Да, ма тогаш вие имавте една идеја која одеше до таму да го предлагате обвинителот само да се докаже. Во организиран криминал, знаете, вака или така треба да не биде политичка фигура. Тоа е многу битно вие да не го предлагате или тие да не го предлагате. Ама дали вие можете да кажете дека Јовевски и Рушковска не се политички фигури? Меѓутоа се избрани од фелата, избрани се од редот на обвинители. Избрани се од собранието по предлог на владата. Да, меѓутоа не се од надвор луѓе и слично. Ме разбирате, каде е па гаранцијата дека вие нема да предложите политички кадар? Можам да ви набројам сега 30 крупни афери, од вакцините во Министерство за здравство, до ова што ни се случува со отпадот, до фондови разноразни, до Курто Дудуш, до чуда, за ништо нема никаква постапка. За ништо нема никаква постапка. Тоа сакам да ви го кажа. Тоа е целта на Социјалдемократскиот сојуз. Овие луѓе кои што им се на услуга за така гладко да минат работите, да останат што е можно подолго на тие позиции и ново јавното обвинителство да стане ново свеќе. Ама закон не се прави за потребите на политичките партии, туку за потребите на напредок на државата. Треба некој друг да му каже. Што ние предлагаме? Кога свативме дека всушност луѓето од фелата се дистанцираа од законот, имаше и директно прашање од еден од професорите, да не спомнувам имиња, не сакам да ги вовлекувам во меѓупартиска расправа. Дали законот е од министерство или од работна група? Одговорот од министерката беше од министерство. Значи, кога свативме дека има над 100 забелешки, нема ниту еден професор кој што го пофали закон, дека уставно-правни забелешки има професорите, кривично-правни, процесни забелешки, нормативни забелешки има, свативме дека овој закон е полош од тоа што дури ние го мислевме. Што е предлогот? Предлогот е да се формира група, консензуално од сите, каков закон ќе ја изготват тие најеминентни професори во Република Македонија, таков закон бланко да го прифатиме уште од сега. Што е стравот на политичките партии да сакаат да напишат како ќе работи јавното обвинителство? Еве ќе одговори да видиме што ќе одговори господин. Бланко даваме поддршка на законски текст без никаква забелешка од ВМРО-ДПМН, ако за тој закон застанат професори. Што ги плачи всушност ВМРО-ДПМН? Прво ви благодарам што водите сметка за минутажата и верувам дека до крајот на емисијата па ќе се потрудам, ама и вие бидете колегијални во минутажата. Формирање на работна група после 2 години преговори за еден закон е стварно далеко од умот. Водете сметка. Ден пред јавната расправа во собранието имаше работна група, меѓупарламентарна, пратеничка работна група во собранието, која пратениците на ВМРО-ДПМН со сите сили се обидоа да ја избегнат, да ја прекинат и да не се одржи. На самиот почеток беше побарано да биде помеѓу пратениците да се разменат мислења за да стигнеме до некаков подобар закон. Пред почетокот на седницата, мислејќи дека не се заинтересирани странските пријатели, западните македонски пријатели, беше побарано представници од Канцеларијата на Европската Унија и од Американската амбасада. Дојдоа луѓето. Кога видоа дека ја имаме поддршката и дека стварно има потреба од еден ваков закон, тие побараја да дојде јавниот обвинител. Кој е апсолутно нонсенс во оваа фаза, во фаза на преговори и на подесување, на договарање околу законскиот текст. Ајде да се вратиме назад на јавната расправа. Неподелено беше мислењето на сите учесници, и експерти, и луѓе од фелата, и сите присутни од потребата од носење на еден таков закон. Сите забелешки. Дали овој текст кој што го имате нама се некој го пофали? Во една секунда не ве прекина. Во ниједна запирка. И јас убеден сум дека вечерашната вистината сега, ама добивате вашата минутажа. Јас одговарам на избори може и меѓутоа добро, сепак да завршиме. Станува збор за забелешки. Вистина имаше забелешки. Ама станува збор за фино подесување, за гланцање, за глазирање на веќе дадените некакви предлози. И то не е ништо страшно. Што им е проблем? Проблем е да не се продолжи со предистрагите кои ги водеше Во моментов би сакал да зборувам на генерално ниво, не навлегувајќи во детали за и тоа што сум електроинженер по професија. И стварно не би сакал да погрешам во дефинирањето на некаков правен норматив. Ова е политичката оценка што ја дава Оливер Спасовски. Не, би стигнал и до неа. Меѓутоа, зборувам за забелешки кои се буквално фино подесување. Јас сум убеден дека истите можат да бидат решени преку носење на амандмани, ама преку предлагање на амандмани.
Пред малку господинот Таравари спомна дека нивната пратеничка група има доставено одреден број на амандмани за кои сум сигурен и убеден сум дека сериозно ќе бидат разгледани и со аргументи ќе бидат или прифатени или одбиени, меѓутоа аргументирано, не на ниво на некаков печаток, не заради некакво мислење или политички поени. Тоа недостасува, господјо Лупевска, во овој момент. И тоа всушност ја покажува основната тензија, основната насоченост на опозицијата, овој закон по ниедна цена да не биде донесен, свесни за причините зошто тоа не треба да се случи. Стравот од одговорност, прекинувањето на процесите и сето останато кои е познато на македонската јавност. Сето тоа се основните лајт мотиви кои се обидуваат да ги зацкријат. Час со одложување на средбите, час со барање на невозможни работи во преговорите. Јас пред малку ви ја спомнав средбата меѓу пратениците. Мојот впечаток е дека основната причина за неодржување на таа средба ден пред јавната расправа е само неотворање на вистинските причини и вистинските забелешки кои на тета-тет средби не се кажуваат и всушност се вистинските причини за одлагање на процесот, а не сакаат да бидат споделени со останатите пратеници. Значи средбата се одржа, господин Локвенец, може не сте информиран. Средбата не се... А јавната расправа се одржа по барање на ВМРО ДПМНЕ, кога свативме дека законот е политички закон. Од страна на парламентарното тоа беше услов за да мнозинство. продолжи диалогот. Вие не сакавте да прифатите. Јас бев присутен на таа средба, знам министерката што збореше. Зошто? Заради тоа што таа знаеше во својата подсвест и во својата свест дека законот нема врска со експертите, што на крај се покажа. Значи, вие велите ќе прифатиме амандмани да се докажам Димовски, ама сега вие ми влеговте во збор. Добро, Вашиот проблем, колега Димовски, нема шанси, мораме да си парираме. Не, добро. Колега Вие Димовски, велите дека мораме да се парираме. Времето не може да ви постави прашање. Вие велите дека ќе се прифатат амандмани од политички партии, ама не сакате да прифатите амандмани од експерти. Тоа ви е тезата. Зошто? Сакате да се пазарите за гласови, треба трите гласа од Алијанса. Ако не со амандмани ќе му пратите инспекција во општина Гостивар, ќе ги притиснете, на тој начин ќе гласат. Свесни сте и самите. Нема да успеат. Веќе успеале. Ви ги вратија ингеренции. Добро, нека одговори Локвенец, па ве молам Таравари зашто е прозван. Зема, три пати ми ги одзема. Ако не гласате, ќе ви ги земат ингеренции. Добро, повелете начин Локвенец, работа. повелете. Топло ладно. Добро, Свесни повелете. сте и самите зашто сте подолго во парламентот од мене, дека амандмани предлагаат само овластени предлагачи. Добро, да не се движиме Добро, до форма. Не, се движиме до формата, зашто Таравари, дали ви секој врши буквално некој може да притисок ги како прифати партија? амандманите на Еве, експертите. бидејќи ве прозвува во тој контекст да го прифатите законот или не, дали вие кажавте дека сте поднеле амандмани и сигурно имате и ваши некои забелешки, меѓутоа еве се пазарили некои со гласовите на Не, Алијанс. апсолутно и нема шанси да се пазари. До сега покажавме дека не можеле да се пазарат. Знаете, низ Гостивар поминаа секакви инспекции, се што има во државата, поминаа низ Гостивар, Врапчище и Боговине општините. Ингеренции во образование толку имаа време, два пати ги земаа, сега ќе ги земаат трет пат. Пред избори. Пред избори, тоа се за 2,5 години не можат повеќе да земаат. Значи не вршеле никогаш и немаат шанси да вршат такви притисоци, бидејќи не прифаќаме. Меѓутоа мислиме дека не треба некој од надвор да дојде да ни каже дека треба да имаме нов закон за јавно обвинителство. Не треба некој од Европската унија или од Соединетите Амерички држави да дојдат и да ни кажат. Ја мислам дека има одредени закони кои што требаше конструктивно и опозицијата да работи, да ги поминеме што побрзо, и тоа што го бараат по сите критериуми и препораки на Европската унија, ако сакаме да бидеме членови на тие групации, мораме да ги исполнуваме тие услови. И ако се најде решение помеѓу поголемите македонски партии, ако таму веќе учествуваат, а нивните групи работат, ако не се лажам, 2 години. Што чекаат 2 години, ја не знам. За трите година и пол. Но и законот за избори, и тој закон го немаме, новиот код за изборен код. Да, тоа остана за некој народен парламент. Законот за одбрана чека. За регистрација на населението, и тоа требаше да се донесе, или пописот, пардон, да. И тоа не е донесено. Значи, некако тие работни групи функционираат година и пол и немаат никаков продукт.
Ја мислам дека зошто немаат, не знам, треба Не, да кажат. меѓутоа, еве, прашање пак до вашава партија, односно до вас. Сега веќе се почнаа да се прават математики, самиот Заев зборуваше во однос на процедурата, кога треба, кога не треба да се распишат изборите. И сега во однос на тоа дека ќе се појават некои 15 дена за усвојување на неколку важни закони. И меѓутоа собранискиот спикер Џафери тоа го отфрли, тој посочи дека минималниот рок за спроведување на изборните дејства е 51 ден и дека парламентот треба да се распушти на 12 февруари. Од тука добивам впечаток дека ДУИ, кој ќе го даде предлогот ВМРО ДПМН, ќе го прифати предлогот за распуштање на парламентот. Не ми е јасно зошто се доведовме во ситуација да граѓаните и јавноста мислат дека дојде да работава до таму, дека ќе се појави политичка криза и дека сето ова ќе... Прво да констатираме дека одложување на изборите најмалку ќе наштетат на партиите. Ќе наштетат на македонската економија. Само вчера после изјавата на Заев, македонската берза падна за некој процент. Само со една изјава, која што може да најави политичка криза. После долго време, прв пат македонската берза вчера отиде во негатива како индикатор. Второ, не е услов за ЕУ, многу амбасадори го кажаа тоа, дека не е услов за ЕУ закон, но дека е добро за позитивен извештај на Европската комисија. И господинот Локвенец е сведок, може да потврди, десетици и десетици закони за кои што требало наша поддршка, дали формално, дали неформално, добиле поддршка, но ни седен процес на почитување на процедурите и почитување и на нашиот став. Меѓутоа, до сега не сте инсистирале на експерти и на надворешни експерти. Како не денеска донесовме закон за урбанистичко планирање со јавна расправа, со прифатени забелешки од јавна расправа, со 230 амандмани, со 8-месечна собраниска процедура. Денеска усвоивме, јас го пофалив министерот за транспорт, за постапката за тој закон. Нема, работава до пред 12 февруари за да кажете не ми оставате да развијам мислата тоа што сакам да го потенцирам. Значи, јас сум разговарал со господинот Џафери, он изјавата дека 60 дена по устав мора да биде распуштено собранието ја даде уште веднаш после лидерската средба, каде што за жал него повикале за да ги објасни процедурите околу таа постапка, и колку што гледам после вчерашната негова изјава, он цврсто стои на тоа дека 60 ден, пошто нема најкраток рок. Не, тоа не е уставен рок. Во уставот вели рокот 60 дена од распуштање на собранието. И тука веќе знаете, ако се одложат изборите сега, тоа што го каже господинот Таравари дека веројатно ќе останат на есен. Добро, не знам дека е тоа тактика. Според уставот, дека за 60 дена. Не може. Завршете за да може да рекете. Не може да се измислуваат рокови. Знаете што се случува во собрание? Па за утре сакаат да организираат јавна расправа за законот за канабис. Тоа ли е сега? Утре можеби и тоа ќе го стават како услов. Добро, има многу закони по скратена постапка што се ставени. Значи, денеска седницата, до денешната седница која што денеска почна, до вчера имаше на дневен ред 24 закони. Во меѓувреме, до денеска, до 12 часот, седницата стана седница со над 80 закони. Значи, тоа, како да ви го кажам, они сега во процедура имаат повеќе закони, отколку во трите претходни години. Знаете што се случува со собрание? Секој што сака нешто да протне, се мисли дека ќе да, и многу битно дали тоа ќе биде пред избори или потоа. Меѓутоа, еве, во однос на роковите за избори, Џафери остана на ставот дека уставот предвидува предвремените избори да се одржат во рок од 60 дена од распуштање на парламентот, дека ќе се распишат најверојатно на 12-ти. Меѓутоа, она 51 ден и 15 дена за усвојување на неколку важни закони, што ги бара Заев, дали е тоа воопшто остварливо? Прво да расчистиме две работи во интерес на јавноста. Овде не станува збор за одложување на изборите. Овде станува збор за одложување на распишување на изборите. Дали е тоа возможно? И сами пред малку кажавте. Велите, извинете, датумот останува на избори, датумот останува на избори, 12 април, да, под одснежното распуштање на парламентот. И сами кажавте, во рок од 60 дена. Како што предвидува уставот. Уставот, ама не вели 60 дена пред избори, туку во рок од 60 дена. И тоа е подложно на лингвистичко толкување. Ако одговара со останатите датуми и рокови кои се предвидени. Тоа значи теоретски може и 10 дена. Ама Димовски ве молам,
Стварно не е Добро, коректно. факт е дека ве сега не снимате предизвикува и слушна тоа телевизија, е тука случај. нема спор, ве оставив, Ако имате ама проблем ве оставам во цело дебата време да зборувате, учествувате, немам никаков ќе се проблем, обратите знаете само и за самите. повеќе. Јас мислам дека Ама сте многу апсолутно немам коректни сите никаков тројца во проблем. однос на Некоректни сме, ама дебатирање. ја знам Значи, зашто се возбудува Станува господин збор, Луквенец. ајде да го погледнеме искуството. Искуството од 2016 година. Вели 54 дена распуштен парламент пред избори. Факти се. Нека се избројат деновите. 2014 година се 52 дена пред избори. Ви реков дека не сум правник и предпоставувам дека некаква гранична бројка, граничен датум или термин се 51, го спомнавте вие, 51 ден пред избори. И предпоставувам дека нештото е дозволено ако не се коси со останатите рокови и термини кои се предвидени и по Уставот, и по изборниот законник, Значи и сите датумот за останати. избори останува, само Останува, распуштањето на зборуваме, парламентот е да. предложено. Е сега, уште Само една да работа. објасни и ќе искоментирате. Уште една работа. Му реплицирам на господинот Таравари. Повелете. Точно, цитирам, нема никакви пазарења и нема никакви притисоци поврзани со законот за јавно обвинителство. Апсолутно. Ами ако е така, се до сега 15 минути што зборувавме во емисијава, пајде во вода. Да. Џабе е се. Да, и сите Имавме ви две веруваат. колешки од членови на претходната целосна група на опозицијата на ВМРО ДПМН, кои што кажеа дека никој не му правел притисок. Никаков И за притисок. името никој на никога не За правеше. името зборува. Да. Ама експлицитно на една од националните телевизии, кажено. Така Мене ме да, правеа во некаде интерес, мене, сега не сакам да ја отворам таа тема, зошто нештото не е пријавено и зошто нештото не е Пријавено како процесуирано. не е пријавено? Добро, сега одите на И тема должите на дали се јавноста, правеле чиме притисоци така и за името. должите на јавноста Добро, детали. може да Кажал јас објасните, тоа во правени се, не се правени притисоци, што ја завршите Ама мислата? она што би го кажал јас би било субјективно, директно, точно кажено и она што го кажа и го потврди господинот Таравари, и јас би ја замолил македонската јавност да се држиме до точни конкретни изјави заради тоа што лажните информации, шпекулациите и дезинформациите се всушност нештото кое создава и лош впечаток, ама верувајте и негативна енергија која апсолутно немаме потреба. Потребна е вистината за сите заедно да одиме напред. Димовски, во однос на репликата, вие сакате да реплицирате дека не е точно дека во 2014 имало 52 или 54 дена Значи, и дека тоа појасним, 60 дена е единствениот можен Да рок? појасним. Значи, рокот од 60 дена е напишан во Уставот. Дека имало различни толкувања досега, имало различни толкувања, а рокот кој го спомна господин Таравари беше во изборниот законник. Значи, Уставот вели во рок од 60 дена од распуштање на собранието. И ви реков дека господинот Џафери уште тогаш го толкуваше вака на 60 дена. Имаше спор и јас имав дилема, отидов кај него во канцеларија да разговараме околу тоа, фиксирано 60 дена. Впрочем, договорот на кој датум да се избере техничка влада, на кој ден да се распушти собранието и на кој ден да се оддржат изборите, не го направивме нити ја, нити господинот Таравари, нити господинот Луквенец, нити господинот Талат Џафери. Го направија лидерите на партиите кај претседателот Пендаровски. Секој изигрување на тој договор е надвор од нормалното функционирање на разбирање помеѓу политичките партии. Ако сакаат да го сменат, дали едниот рок, другиот рок, третиот рок, односно датум, слободно нека побараат на Добро, истиот Џафери начин вели како што е оставка од договорен. неколку денови, сега, може да се направи ако има договор меѓу технички- парламентарните партии за рокот до кога би биле донесени клучните закони. Тој пак остави простор дека може и да се договорат. Видете, технички на Државна изборна комисија, според сите роковници за избори, и требаат околу 55 дена. За да има можност со оние пријавувања на диаспора, лоцирање на избирачки места, поднесување на кандидатски листи и така натака и така натака. И да не ја образложуваме. Но проблемот во оваа ситуација е тоа дека овој договор е постигнат помеѓу лидерите на политичките партии. Едно прекршување на договорот, јас да ве потсетам сите вас, мислам дека и колегата Луквенец беше пратен. Еднаш ги одложивме изборите 2016 кои што требаше се одржат во април, според првиот договор, се случија изборите во декември 2016. Таа година, 2016, во која што имаше техничка влада, во која што имаше политичка криза, натегање за јавното обвинителство, све исто како сега, е една од најлошите години во секоја смисла во Република Македонија.
опасноста пак тоа да ни се случува, па во еден матен период па да се случуваат Меѓутоа, истите зашто- работи, да. е присутна. Да. Е присутна Лукас, заради тоа реченица, што таа ако може. тактика на одолговлекување и бегање од избори, ја видовме веќе Ама вие еднаш па Само не се бегате од... збори за актуелното избори. Да, раководство добро, тоа е на- факт, ама на виде, вие бегате па од законот за јавно Не обвинителство бегаме од цело законот време. за јавно обвинителство. Ние велиме, дајте експертиве нека го напишат, бланко уште од сега да го поддржиме Потоа што без ќе да го кажете? прочитам. Готово? Тоа ќе биде Да, последно? бланко да го поддржиме без Добро, кажете, без забелешки во стат. Многу кратко. Уште еднаш потенцирам. Никој не зборува за одложување на датумот на избор. Ако е вака, нема што да Ама полемизираме. видите во што е Единствено- проблемот. И за Ама- рокот ама на стварно, донесување Бескич, на законите. во ред прифат. Така? Единствени договорени датуми кои произлегоа на договорот помеѓу лидерите беше датумот прво, датумот за избори 12 април и според договорот за пржинска влада 100 дена наназад произлезе сам по себе 3 јануари и тој се испочитува. Беа фиксирани. Значи, тие беа фиксирани. Останатото, 12 февруар, беше изведен датум. Значи, не беше договорен датум. 12 февруари е најдалечниот датум. Најоддалечениот во рок од 60 дена. 61 ден пред изборите не може да биде распуштен парламентот. Во рок од 60 дена. Според Ја мислам, ништо моето трагично да биде и на 19 лингвистичко февруари. прилепско познавање на македонскиот јазик подразбира не повеќе од 60 дена, ама не и 60 дена. Меѓутоа, еве Таравари велите, нема проблем. Алијанса се Не, согласува видете, ако е ова доколку што се го договорите збориме, како партии. Значи, дали ќе се распушти Ама, пациентот на господине 12? Таравари, Не, само да каже, добро. Колку изјави имал Заев што ги порекнал. Добро, после. Да, има. Зар сте Ја, спремни тоа да е верувате друга во работа. тоа? Да, да, Меѓутоа, доколку ако се е ова работи- вака како што вели Луквенец, Ама ја се надевам и ВМРО нема ништо против дали ќе биде распуштањето на 12 или 19 февруари. Битно е изборите Изгледа се има одржат суштински на 12 април. меѓутоа битно е веројатно за нив да не се остави простор за донесување на закони. Димовски рече, се надевам денеска дека и тие 80 веќе закони по конструктивно скратена настапуваат и- постапка или по некоја Нема. постапка се ставени на дневен ред. Оној хаос Има што се впечаток случува дека во ВМРО собрание. ДПМН не сака да остави простор за донесување на законот за јавно обвинителство. Се Така надевам изгледаат работите. Се надевам дека не е така и не би сакал да Видете. помислам дека на такво нешто помислува ВМРО. Не, видете. Јас сега ги рачунам како реформирани и такви треба да бидат после 3 години опозиција и не би сакал ни да помислам дека сакаат да Благодарам. направат обструкција Благодарам, господине Таравари, за или да не комплиментите. И ние- функционира или да не функционира работата во државата, да не се донесе одреден закон и затоа не сакаат да се распушти парламентот. Значи, за вас една е недела. најбитно изборите да бидат во Апсолутно. утврдениот закон во Тоа е договорено и ја датум во мислам април. дека тоа е А дали фер ќе плей. биде распушен парламентот на 12 Ама или воопшто на не е битно 19 тоа. не ми Што верите. имаме и други години, други избори кога се одржале, се распушен Пациент. Добро, доктор се си е распушил доктор. парламентот Не сте 51 или далеко. 54 дена. Така. Ја мислам дека Значи, ништо Добро, трагично. Димовски, на вистина може да добивам реплицирам на впечаток дека не Таравари. сакате да оставите време за да се носат закони, да се особено законот за господина обвинителство. Таравари и јас нив ги сметам се уште за опозициона политичка партија која што ќе понуди други политики од тие на владеачкото мнозинство. Вака ќе си коалицирате како што изгледа вака со пофалбите. Што е, иако на моменти имам некои дилеми околу тоа, но не и се. Што е, еве да ви кажам еден пример. Денеска стигнува во собрание закон за разузнавање, за агенција за разузнавање, по скратена постапка, нов закон. Последниот е донесен 95-та. И сега треба ние во 3 дена закон и тематика во собрание која што за агенција за разузнавање. Да, добро, овдека се закон и согласувам со вас. тематика Да. која што не е дискутирана нити на јавни расправи во собранието, ништо треба по скратена постапка да го донесеме. Миќа, мислам дека не Или- е се Ајде проблем да другите одговорам. закони, дали е за Не, агенција како за не се? разузнавање Како не или се? дури и тој за одбрана, Ама, иако е пожелен. како не се? Клучната акцентот Имаме- го оставате вие цело Ние време на донесовме, законот за жал, јавно ние донесовме обвинителство. како собрание закон за ретроактивна примена на нови сметководствени правила за фирмите и ќе треба по нови сметководствени правила да го прават сметководството за минатата година. Добро, тоа е- Мислам, како да ви кажам, ондека никој не чита закони, како да ви кажам, од момент кога се каже дека собранието ќе се распушти, она е трка секој министер да си заврши по некоја работа. Не можете бе луѓе, денеска само на 5 дена пред распуштање
Од собрание 15 закони по скратена Добро, постапка ги пушта по владата. скратена постапка, Како да ви кажам, јас, например, треба еве, се прочита како тоа, новинар треба морам јавноста да признам дека дознае. се доби погрешен впечаток Немојте, кога беше ставен по 150 закони има на седница. за забрана и на отпад, мислевме дека ВМРО нема да го поддржи. Како да не го поддржи? Затоа што Зашто не вие го поддржи? анблок ги отфрливте на таа седница сите закони по скратена Ние постапка. на прво читање во комисија го А во гласавме комисија го законот за. гласавте. Зошто СДСМ инсистира на закони по скратена постапка во толку голем број ете и тоа е навистина симптоматично. Особено се согласувам и законот за агенција за разузнавање. Во 3 дена треба да Би се регулира таква задржал област. на тој закон. Добро, областа ви е. Меѓутоа, прво да одговорам и да реплицирам на господинот Таравари. Човек за кој имам исклучително мислење и верувам дека во брзината на размислувањето во оваа емисија спомна дека станува збор за реформирана опозиција. Не сум убеден. Се надевам, реков. А ако е тоа, тогаш ви благодарам на појаснувањето. Сепак се кажано, бара појаснување. По однос на коалиционите можности и капацитети, мислам дека доволно. Конкретно господинот Таравари и неговата партија кажаа се, само со една реченица, дека коалицирањето не е никаков проблем, само со еден многу мал, минорен услов. Поддршката на Преспанскиот договор и на законот за јазици. Апсолутно. Многу едноставно и мислам дека сега е времето кога треба да зборуваме не постфестум после избори, сега да ги покажиме нашите ставови по овие две клучни прашања. А јас лично, меѓутоа и мојата партија и коалицијата која представувам, експлицитно сме се изразиле, сме го кажале своето мислење и за важноста и за оправданоста од носењето и ратификацијата на овие два договори и исклучително важни закони за нашата држава. Тоа по однос на репликата кон вас, господине Таравари. Кога станува збор за Агенцијата за разузнавање, драго ми е што колегата Димовски ја спомна далечната 95-та година, 25 години. Наназад ние работиме, или нашата Агенција за разузнавање, која го покрива делот на собирањето на информации и функционирањето надвор од државата. Не внатре во државата, туку надвор работата и ингеренциите на Агенцијата за разузнавање се надвор од државата. Не бил променет. Исклучително големи промени, не само внатре во нашето законодавство, меѓутоа и во безбедносната сфера и во државата и во регионот. Одговорно е собранието на 3 дена таа тематика. Не, затоа јас се извинувам што сум малку поекстензивен, меѓутоа важна е темата и заради во интерес на јавноста добро е да ги има сите информации. Ние со овој закон всушност ја заокружуваме реформата на безбедносниот систем во државата. Прво, 2018 година во април заеднички, консензуално, и ова го потенцирам, со опозицијата го донесовме законот за оперативно-техничката агенција. Кој што сега е нефункционално. Во мај 2019 година го донесовме законот за Агенцијата за национална безбедност и законот за координација на безбедносните служби во државата. Сите три закони беа донесени преку јавна расправа и консензуално со опозицијата, сакајќи да го фатиме последниот момент, како наша одговорност, како препорака на нашите евроатлански, посебно НАТО пријатели, заради промените на констелациите на односи. Второ, многу важно, после носењето на законот минатата година за Агенцијата за национална безбедност, имаме судир на ингеренции, преклопување на ингеренциите на Агенцијата за национална безбедност со ингеренциите на Агенцијата за разузнавање според стариот закон. Да, меѓутоа чекавте да дојдат последниве моменти за да сите овие закони ги ставате по скратена постапка. Господјо Лупевска, зборувам само за овој закон и потенцирам дека се што зборувам се однесува на него. Сепак станува збор за стручен закон, сепак станува збор за закон кој е во координација со нашите евроатлански пријатели и партнери, што е многу важно. Колега Димовски, се повикуваме заради тоа што е реалност, заради тоа што е вистина. И за крај, да завршам овде. Хајде само да ја заврши реченицата. Во четврток, овде завршувам. Во четврток е закажана јавна расправа за овој закон. Ниеден закон
кој е под ингеренции на Комисијата за одбрана и безбедност, со која председавам јас. До сега не поминал, зборувам за реформските закони, не поминал без јавна расправа, не поминал без договор со опозицијата, што е исклучително важна порака. Факт е дека која сте во во теснец со изминатиот времето. период, Може да се вклучиме јас се и сложувам за теснецот. За вакви Меѓутоа, закони, дури и за мораме законот за да одбрана. одговориме на предизвиците кои ги имаме. Ние треба Тама да работа се еден носиме Меѓутоа, јас се ресторан сеќам да дека отидеме да ручаме. тој закон, уште кога беа во предизборната кампања, самиот кандидат и потоа председател Пендаровски кажа колку е битен. Значи, председателот ја нагласи потребата од донесување на тој закон. Помина многу долго време 6 додека месеци. вие се решивте за да го донесете. Повелете со реплика, Значи, зашто ние во има прашање за меѓувреме таравари. со таравари бевме кафе се напивме додека разговаравте со господин Добра, ама Локвенец. потоа кафе ќе пиете и таравари кога ќе го прашувам, зашто на вистина Добро. најмалку Значи, зборува. вака, прво, сега ако го слушате господинот Локвенец, ви објаснува прво едно 7-8 минути колку е битна агенцијата за разузнавањето, целата тематика и на крај ви вика 2 дена тоа ќе го поминеме во собрание. Контрадикторност сама по себе. Не можете таква проблематика, јас да верувам на господинот Локвенец, на господинот Спасовски и на уште еден човек од Агенција за разузнавање кој сака нека се брат да ми е господинот Локвенец, ќе речам во оваа тематика треба да има јавна расправа, треба да чуеме многу луѓе, треба да консултираме многу луѓе заради тоа што разузнавањето, па од друга страна господи Лупевска, знаете дека во минатите години често ни создаваше и проблеми. Само И во односите кажам со дека е многу државите, битен заради членството во НАТО, сега ние затоа што ни треба и не, тоа не е реформирана. услов за членство. Па, не е услов, Како што а не е е ни битен, законот кажам. за одбрана Не, на услов апсолутно за реков членство дека во е НАТО. битен, а не услов. Да не, секогаш кога СДСМ сака да направи некоја бела, реков Ама се не ми ги повикуваат на ставете нашите зборовите во уста. евроатлански пријатели. Околу другиот дел, ние бевме максимално коректни, тоа го знае господинот Локвенец и затоа не можеше да го избегне, околу реформата со ОТА и со Агенција за национална безбедност. Што ни се случи како последица на примената на законите, што е главна забелешка на Европската Унија, е тоа дека ОТА во моментот е нефункционална, луѓето доставија измени на закон во собрание, кои што СДСМ не сака да ги гласа заради тоа што ќе почне да функционира. Ота пак не може да се користат овие прислушниви уреди баш така не контролирано како што се користат до ден денес. Агенција за национална безбедност ја претворија во партиска испостава на Социјалдемократскиот сојуз при процесот на селекција на кадри. Ние бевме коректни заради тоа што и тоа беше потенцирано во извештаите на Европската Унија. И тоа е и одговор на господинот Таравари, кој што преска праша, односно каже дека опозицијата треба да поддржува опозицијата. Пола година собранието функционира заради присуството на пратениците на ВМРО ДПМН во сала, не можат кворум да соберат ни Сабајле ни Поплан. Имам се прашања за господинот Таравари, ве молам превршете за една реченица. Господинот Локвенец имаше 7-8 минути, јас сум веќе. Ама сега вие така може кога ќе почне изборна кампања, ако решите кога ќе решите да почне. Да прецизираме околу коректноста бар со тајмингот, заради тоа што тоа господинот Локвенец го побара на почетокот на емисија. Добро, ама не сме во предизборна кампања, повелете со реплика. Многу кратко. Довербата која спомна пред малку, колегата Димовски сме ја заслужиле. Само во најмала мера заради можноста која сме им ја дале на опозицијата, да дадат предлози и заеднички да ги направиме. Не е добро ако не им дадете можност да. Ма тоа беше пракса 11 години Лупевска. Апсолутно е. Од друга страна, недемократски. уште еднаш, јас во мојот одговор потенцирам дека во четврток ќе има јавна расправа за тој закон. Колегата Димовски после мене вак зборува, нема јавна расправа. Значи ве замолувам како со можете господине повторување. Локвенец закон за разузнавање да го носите по скратена постапка, мислам како видете. Ако законот колега Димовски, ни направи ова многу што проблеми вие го во минатите зборувате 10 сега, години. Зошто би мислите држело дека вие место? неколку луѓе имате право да ја имате целосната доверба да нема време собранието во моменти кога во процедура ви се над 300 закони по скратена постапка, зашто претходно плачевте да ја потсетам. Зошто мислите, значи, што да читаат пратениците попрво, што да читаат новинарите попрво, што да читаат стручните луѓе во Македонија, што да читаат невладините организации. Или треба сега да се протуркаат постапки кои што ќе ви одговара. Носат закон за отпишување на долговите на јавните предпријатија на локално ниво. Многу ја ширате темата. Добро, зошто носите волку закони? Само краток одговор. Зошто мора да има волку закони по скратена? Заради потребата од истите. Ама зошто до сега не се дозволете, Лупевска, ние имавме програма на владата со која што дојдовме и предизборна програма за 4 години. Година дена и ја обструираја по сите основи, знаете и самите. Само прашајте, поставете едноставно прашање. Колегата Димовски беше тогаш
шеф на пратеничка група, координатор, зошто направија 10 Добро, да не ја ширим пратенички темата, ве молам групи? сега. Одговорите се многу едноставни и македонската јавност, македонската јавност многу добро ги знае одговорите. Баш заради тоа сметам дека треба да зборуваме прецизно и треба да зборуваме со аргументи. Со оглед аргументи. на тоа што и двете партии, и власта и опозицијата, некако ве пофалија како партија во однос на вашето работење. Меѓутоа, она што сега е топ тема, особено во секторот на албанската опозиција, рокот што го даде лидерот на Алијансата од 48 часа да се изјаснат БЕСА и алтернатива во однос на тоа како ќе се коалицира, односно како ќе се настапува на изборите. И сега тој потенцираше, ова е став кој датира од вториот круг на локалните избори, кога сме пружиле рака и сме договориле дека кога да има нови избори, влегуваме заедно во коалиција со таа политичка партија со која тогаш коалициравме. За жал сега е поделена на две партии. Реално гледано, дали веќе знаете кој ќе коалицира со вас? Не, синоќа имавме состанок на Централното председателство и едногласно донесовме одлука да му дадеме уште 2 дена, односно 48 часа, од сега уште 24 часа, на председателот Села да уште еднаш да им даде уште една шанса на алтернатива и БЕСА за евентуално коалиционирање и со двете партии. Искрено да ви кажам, тоа стои што го кажа синоќа господинот Села, дека ние се договоривме кога беше измеѓу првиот и вториот круг на локалните избори на една средба кај што бевме јас, Зијадин Села, Зекирија Ибраими, тогашен кандидат за Чаир, и Билал Касами, тогашен кандидат за Тетово за градоначалник, се договоривме не само за локалните избори, туку договорот да биде и за идните парламентарни избори во сооднос 50-50. И сега во меѓувреме се случи тоа што се случи во БЕСА. Сега имаме две партии. Меѓутоа, видете, и информации кои што циркулираат како тоа каков предлог сте дали вие како Алијанса во однос на тоа како ќе бидат распоредени партиите во изборните единици, е дека, например, во единицата на прво место е кандидатот на алтернатива, на второ место е кандидатот на Алијанса, на трето место е БЕСА. Во двојката алтернатива е прва, втора е вашата партија, пак е трета БЕСА. Сега во шеската само, каде што објективно и повеќе гласови се добиваат, прва е вашата партија, потоа е втора БЕСА, па третиот е повторно од вашата партија, па четврта е алтернатива и понатаму, а во петката всушност нема, на првите две места се само кандидати од вашата партија. Очигледно дека БЕСА Значи, ако ги соберете сите бројки, не се сложува веројатно со ваквата соберете подоба. ги сите бројки, дури 60% е за БЕСА и за алтернатива, 40 за Алијанса, меѓутоа овде ние покажуваме, да речем широко градост, ајде да соработуваме, да ја победиме дуи убедливо, да се оди на срамен начин. Зошто има впечаток дека на некој начин БЕСА е ставена во позадина во однос на ваквиот распоред на бројките силите? покажуваат дека горе-долу 6 пратеници или 7 би добила Алијансата, 3 или 4 БЕСА, 3 или 4 алтернатива, ако се вкупно 13 или 14 пратеници. Ама како ја правите проценката? Дали е слаба БЕСА со која сепак на председателските избори освоивте за река околу 20.000 гласови? Зошто е вака? Имаме аналитички тим во партијата која што направи 4 анкети, 2 во декември и 2 во јануари, во кои што се испитани околу 1200 албанци во сите 4 анкети. И се ги знаеме во детали колку која партија во теренот колку тежи. Па според тоа и сигурно председателот Села синоќа после состанокот на Централното председателство седнал со аналитичкиот тим. Ја не сум го видел ни предлогот, не сум се слушнал со него. Знам дека денеска требаше да се сретне и со едната и со другата партија и утре навечер сигурно тој ќе излезе со дефинитивен став како продолжуваме. Добро, меѓутоа ќе ве чини веројатно гласови ако и БЕСА не коалицира со вас, дали секој глас ви е битен, тие гласови може да отидат кај СДСМ, да речеме. Ние би сакале да бидат 3 партии, со тоа односот ДУИ и трите албански партии би било некаде 2:1. И со една од партиите ние победуваме. Било која. Така да не е некаков проблем. Камо среќа, ние посакуваме да бидат 3, затоа и дадовме шанса. И на крајот на краиштата веќе еден месец губиме енергија
да ги споиме. Зошто не е проблем ако Беса не е со вас? Не Беса или алтернатива. Било која да не е со нас, повторно една партија ни треба да излеземе пред ДУИ. Значи, ја ги гледам и анкетите што ги прават македонските партии. Меѓутоа, испитаници или анкетирани во тие анкети се 200 до 300 албанци. Што не е веродостојно како бројките ние што ги испитуваме само во изборните единици 1, 2, 5, 6, кај што испитуваме 1200 албанци редовно. И од нив излегува дека ние само едно од овие партии ни треба да ја победиме дури. И за крај имаше шпекулација, ке нагласам дека е шпекулација, дека се во прашање некакви пари во однос на тоа кој со кого ќе коалицира, сумите беа милионски, дадени наводно на алтернатива за да ние даваме или ние зимаме? Вие зимате? Не знам, за тоа не знам. Ако има такви докази, нека излезат, тука сме за се што тоа се шпекулација апсолутно, не сакам ни да зборувам. Ние сме партија која што настанавме во 2015 година и за 5 години стигнавме да бидеме меѓу првите две албански партии. Тоа покажува нашата политичка конзистентност и релативно доверба што добивме кај граѓаните. И мислам тоа не може да се случи кај нас да ни кажуваат дека добиваме или даваме, немало такви работи. Добро, меѓутоа затоа и не случајно немало никаква таква афера. Утре ќе се знае кој ќе коалицира со вас? Да, утре навечер во оваа време треба господинот Села да излезе и да каже пред јавноста или да одржи пресконференција или писмено да ја информира јавноста какви се резултатите од неговото договарање со едниот и другиот лидер или со двајцата ако успее да постигне договор. Значи погрешен ми е впечатокот дека ќе коалицирате само со алтернатива? Не можам да речам сигурно. Меѓутоа ние дадовме уште една шанса, уште 48 часа да бидат трите партии заедно. Ако не биде, здравие, тоа е. Ние одиме со едната, се надевам дека на 12 април ќе ни дојдат и доста иселеници кои што веќе имаат купено карти, затоа и не сакаме да се одложи изборот, веќе имаат резервирано и авионски автобуски карти. Очекувате гласови од европската еднина која во прашање. Вака, да ќе видиме каква е европската еднина. Да ги ставите во пред веднаш по рекламите токму за европската еднина. Европски еднини се меѓутоа треба да се случи. Загрозите така европската еднина. Ајде, може да продолжиме. 12 години. Веднаш по рекламите очекуваме јавување од Борис Ѓоргиевски кој се наоѓа во Келн. Дојче Веле денеска беше од медиумите кој го објави она што утре можеби официјално ќе се знае методологијата за преговори за член, планот за промена на такво нешто и што тој предвидува. Останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Како што веќе најавив, на линија го имаме Борис од Келн кој што зборува за она што денеска го објави Дојче Веле па и други медиуми во однос на методологијата на Европската унија, предлозите на Франција. Од утре ги имаме и нашите дописници, како што најави специјални од Брисел, Сања Васич и Боби Христов ќе бидат таму за да ни ги соопштат деталите. Меѓутоа, еве, Борис, вие денеска ги објавивте оној документ со можни предлози. Што предвидува предлогот за новата преговарачка методологија на Унијата до кој дојде Дојче Веле? Да, Жане, добро вечер. Новата методологија помалку или повеќе го предвидува истото што и до сегашната, но во нов пакет, би рекол, кој очигледно има за цел да задоволи некои од поскептичните земји членки на Унијата. Практично ги имаме истите 32 поглавја кои овој пат се спакувани во 6 тематски групи или кластери, како што ги нарекуваат во Брисел. И сето тоа е на некој начин зачинето со ветување дека процесот ќе стане подинамичен и покредибилен и дека ќе се фокусира на повеќе сегменти во односите меѓу Унијата и земјите кандидати. Например, се најавува поддршка за трансформација на земјите од Западниот Балкан во функционални пазарни економии кои ќе можат целосно да се интегрираат во заедничкиот ЕУ пазар. Ќе се помогне во отварање нови работни места и можности, ќе се работи заеднички на подобрување на бизнис и инвестицијската клима, ќе му се даде особено значење на владењето на правото и ќе се запре одливот на мозоци од регионот, барем така се надеваат во Брисел. Во документот кој да повторам, значи се уште не е официјален и конечен, значи конечната верзија ќе биде позната утре, фокусот е најмногу ставен на владењето на правото и функционирањето на демократските институции. Жане? Борис, она што најмногу можеби не засега во однос на промената на методологијата е реверзибилноста на процесот, заострување на условите, враќањето на назад на земјата која што не ги исполнува условите во поглавјата или пак елиминирање и од европските фондови, меѓутоа и во
можноста да партиципира во семејството на Унијата. Да, значи доколку земјите добро и брзо, зборувам за земјите кандидати, ги имплементираат реформите, можат да очекуваат награда во вид на поблиска интеграција со Европската Унија, приклучување кон пазари и програми, засилено финансирање, инвестиции и така натаму, но во спротивно, како што кажеш, ти се предвидуваат санкции. Тие санкции, односно реверзибилност на процесот како бараше Франција, се дефинира како мерка која во иднина ќе може да донесе Европската комисија, но и земјите членки. Особено ќе се санкционира назадувањето во фундаменталните услови, значи во првиот кластер, во делот на владењето на правото и демократските институции. Доколку такво нешто се утврди, значи назадување, земјите членки ќе имаат право да одлучат да ги запрат преговорите или тие да бидат суспендирани. Се предвидуваат и други мерки кои ќе му стојат на располагање на Брисел, како што се суспензија на финансирањето. Тука исклучок се прави само за граѓанското општество, значи за граѓанските организации, како и губење на бенефитите од поблиската интеграција, например пристапот до програми на Европската Унија и унилатералните концесии за пристап до пазари. Она што јас сметам дека е важно за Македонија во овој дел е што нема на повидок некој механизам кој ќе ја заштити од нови обструкции од соседите на теми кои не се директно наведени во методологијата, значи теми кои не му припаѓаат нови корпус кој што го наведов. Например, доколку се земе предвид декларацијата од Бугарија, ако се сеќавате од Софија, од Есеновска, таа предвидува некои работи кои што немаат многу врска со овие работи, но и даваат на можност на Бугарија натаму да блокира. Жане? Борис, и за крај, кој ќе заштити земјава од самата себе, односно она што го прават политичарите и некоја влада во однос на напредок на процесите, затоа што тука, колку што прочитав, е на некој начин на вистина страшно, затоа што можете да се сопрат преговорите, да не одат во бесконечност. Жане, за тоа ќе решаваат граѓаните на избори, за тоа имаме избори. Да, впрочем и гостите во студиото се на таа тема. Благодарам. Борис Георгиевски се јави од Дојче Веле, кој денеска го објавија документот со евентуалната слика на тоа како ќе изгледа можеби новата методологија, но официјално од утре во Брисел повеќе за тоа од Сања Васич и Боби Христов. Благодарам, Борис. Еве, за тоа решаваат граѓаните, каже и Борис. Меѓутоа, Димовски, ги слушнавме условите кои што можеби ќе бидат дел од новата методологија, реверзибилниот процесот на собирање на фондови, доколку немаме напредок, поглавието кое е најбитно, правото и правдата и сите оние фундаментални работи што треба да ги направи државата, колку во една ваква политичка констелација, особено ако влеземе и во политичка криза, особено и ако не се донесе законот за јавно обвинителство, кој што сепак е препорака за позитивен извештај, ние воопшто можеме да влеземе во конкуренција за преговори. Колку вие ќе чувствувате одговорност како опозиција? Видете, прво, одложувањето на изборите ќе предизвика политичка криза. Второ, треба да се сконцентрираме на имплементација на законите. Десетици извештаи од Европската Унија има дека нормативите во таа и таа област, нормативите во оваа и оваа област се добри, но примената на законите не е добра. Ние имаме последнава година дена, последниве неколку месеци, десетици скандали во самото судство и обвинителство. Внатре, суди и обвинители се обвинуваат меѓу себе за рекет, за уцени, за влијанија, никој ништо не превзима. Дали мислиме ние? Никој ништо не превзима, нема никаква активност нити од Советот на јавни обвинители, нити од Републичкиот судски совет за меѓусебниве обвинувања и меѓутоа не можеме да се пофалиме со позитивни извештаи во оваа област од претходно кога вие сте биле на власт. Да се докажам. И сега ние треба да велиме, ај ќе донесеме нов закон, си носиме закони, ние редовно. Си носиме закони, никој не ги имплементира тие закони и во оваа област, и во другите области. Колку ќе чувствувате одговорност ако на вистина не се донесе законот за јавно обвинителство, се одложат изборите или не се одложат изборите, ама немаме закон и за тоа да биде вперен прстот токму во опозицијата дека не била конструктивна. Видете, прво да констатираме по 17-ти пат дека законот за јавно обвинителство оствен како приоритет да се заштити врвот на СДСМ од крупните афери, не е приоритет и не е фиксиран како услов за членство во Европска унија. Не знам колку пати амбасадорите тоа треба да ви го кажат за да го примите како такво. Меѓутоа, ако е за позитивна препорака, тоа сега. Позитивната препорака требаше да добиеме и кога го сменивме името и идентитетот на македонскиот народ, но не го добивме. Дека новата но не го добивме. Сега, новата методологија, да искоментираме новата методологија. Ќе има на овие прашања на владење на правото. Да, апсолутно.
Апсолутно, во ситуација кога Веројатно треба да се обезбеди обвинител ве тоа. вика дека судија нарачувал како да постапува обвинителот и никој ништо не превзима во Република Македонија. Како да ви кажам? Сите треба да веруваме дека врвот на мафијата во Македонија е Бојан Јовановски. Не ве молам, мислам, во пракса да ги зборуваме работите, се ние теоретски тука ќе си се пофалиме со господинот Локвенец, со господинот Таравари, ете вие сте добра партија, вие сте добра партија, вие имате добри ставови, но во пракса тоа што ни се случува на улица, тоа што ни се случува во институциите е хаос. Не функционираат институциите околу новата методологија. Значи прво, јас мислам дека само на една дебата си бидете за сите да може да избалансираме со темизите со господинот Локвенец. Значи прво, јас мислам дека тука бев кај вас гостин на една дебата кога споревме околу тоа дали ќе има нова методологија или не. Тогаш и вие бевте критично дека ќе нема нова методологија. Тогаш јас ви велев дека не е една држава, дека се неколку држави. Вие велевте дека можеби само Франција. Тогаш ви велев дека се повеќе. Денеска ќе ви кажам уште еден нов податок, не знам дали го знаете, 9 држави од Европската унија имаат конкретни предлози за изменување на процесот на проширување. Што значи дека оваа дебата ќе потрае и ќе имаме секако покомплициран процес за зачленување во Европската унија. Што значи тоа? Тоа значи дека ако сме сериозна држава и ако навистина приоритетни Европската унија, ние ќе мораме да имаме политички систем кој што ќе знае брзо да ги испорача, но квалитетно да ги испорача и применливо да ги испорача потребите на она што е очекување од Европската унија во насока нели на исполнување на приоритетите на граѓаните. Во моментот ние со толкава одстапка која што државата ја направи, со промена на име, промена на идентитет на нашите граѓани и така натака, на оваа влада не успеа да издействува одлука за започнување на преговорите, заради тоа што рекет беше во најава, го знаеа дипломатите, јавноста не го знаеше, дипломатите го знаеа. Заради тоа како функционира судството, го знаеа дипломатите, граѓаните се повеќе и повеќе го дознаваат. Односот на власта спрема бизнисмените, спрема политичките противници и така натака, сето тоа станува веќе сосема јасно. Значи, мојата приоритизација е дека ние горе-доле како држава имаме добра норматива за многу области, примената на законите е на катастрофално ниво. Во однос на ниво. прашањето на методологијата, јасни би требало да бидат насоките во однос на тоа како Македонија треба и мора да ги исполнува работите, за да не биде тој реверзибилен процес на одење наназад. Меѓутоа, еве на прашањето на опозицијата како да се оствари тоа, Димовски кажа неколку забелешки во однос на владењето на правото и примената на законите. Зошто се стаса до тука? Се што зборува опозицијата поврзано со владењето на правото и со поглавијата 23 и 24 од претходната номенклатура на пристапните преговори е всушност фројдовски синдром. Што кога тие би биле на наше место? Или што е она што тие го правеа со тефтерчината и со се останато? Дајте да престаниме со лицемерие. Дајте да зборуваме со вистински зборови и дајте да го немаме синдромот на кратко помнење, за и тоа што знаеме што се случуваше во минатото. Во овој момент, во ситуација во која по сите основи се обидуваме вистински со аргументи да покажеме дека нема никакво влијание ни врз судството, ни врз целиот правосуден систем, некој се обидува со повторување на едни исти флоскули да ни го зборува и да ни ја налепува таа етикета. Меѓутоа се случи она што е разочарувачко, тоа беше СЈО, рекет аферата и да се најде еден обвинител од кој што се очекувало многу, еве сега во суд и да се работи за еден таков предмет. Довербата на граѓаните веројатно станува збор за национално разочарување, ама не за разочарување кон владеачката партија или кон парламентарното мнозинство. Сите ние бевме разочарани. Тоа покажува колку независни треба да бидат тие тела. Тоа е причината зошто треба да работиме сите заедно. Зошто треба заеднички да ги носиме законите и да не носиме закони со кои што помислуваме овој закон сигурно нема да важи за мене, ќе важи за сите останати. Па тоа е основна карактеристика на сите политичари. Тој начин на размислување треба да отргнеме на страна. И ние се обидуваме со начинот на носење на закони, со нивната содржина и со имплементацијата, тоа да го покажеме. 2,5 години, господјо Лупевска, сме само на власт. Постигнавме многу повеќе во позитивниот дел од приказната, отколку некои многу години претходно. Од друга страна, кога зборуваме за методологијата, станува збор за исклучително позитивна методологија за нас. Зборувам за оваа влада и за ова парламентарно мнозинство, заради тоа што сме, прво,
сакаме да се соочиме со предизвиците. Од друга страна, имаме самодоверба. Ние никогаш не кажавме дека промената на Уставот и измените кои ги направивме, додавката на уставното име, е доволно нешто за да ги добиеме сите поволности по однос на евроатлантските интеграции. Тоа беше потребен, но не и доволен предуслов. Треба да покажеме. И со сите овие дури закони по скратена постапка, кои ги спомнавте пред малку, ние се обидуваме да ги исполниме, се обидуваме да ги исполниме сите оние ветувања кои ги дадовме во предизборниот период, како во предизборната програма, така и во владината програма. Баш заради тоа, простете, само да завршам 2 реченици. Сакаме да се надпреваруваме. Немаме никаков проблем со реверзибилниот процес. Убедени сме дека сме на вистинската страна на приказната, дека и знаеме, и сакаме, и знаеме да ги направиме нештата, и затоа на дело досега 2,5 години покажавме, а следните 4 години убеден сум дека ќе допринесеме целосно за забрзување на процесот на наше членство. Во однос на евроинтеграциите, реверзибилниот процес, меѓутоа и владењето на правото, колку вие сте задоволни, вас вие, да речеме, политички непријател на некој начин дуи од остварувањето на правото и правдата кон нив и во однос на сите овие процеси што се случува во Македонија, за да дојде Македонија во позиција да може или да не може да преговара. Навистина е многу сериозно прашањето со отварањето на новата методологија и тој реверзибилен процес дека Македонија ќе се стави пред еден голем предизвик во однос на тоа каде ќе оди, наназад или нанапред. Добро, дуи ни се политички противници, не непријатели. Ја мислам дека и често нашите меѓународни пријатели не велат додека е дуи во влада, нема да има правна држава. И тоа стои дефинитивно. Да, лошо се изразив противници, извинете. Да, значи дуи е константа и заедничко, ако гледате што беше заедничко за Груевски и Заев, заедничко е тоа што го има дуи заедно со себе и нема ни еден предмет према некој, кажете ми еден функционер на дуи, не велам дека сите се лопови, меѓутоа кажете ми криминалци. Има еден случај во однос на изборите и ама и тоа не е решено. Не знам, за 18 години... Човекот беше обвинет зашто беше координатор на пратеничка група, не заради друго. Иако се толку поштени, дури тоа е и патологија, 18 години да не направиле ништо како што треба. Така, дури тоа е болест, докторе. Ние сме заложници, цела држава, заложници на 10, 20, 50, 100 луѓе на дуи. И потоа, знаете како е, потоа и ВМРО си наоѓа оправдување, ако не ги казнуваме овие од дуи, зашто ги казнуваме нашите. Исто и со СДСМ се случува. И јас се надевам дека идната влада ќе биде без дуи, посебно промените што се случија во Косово, веќе имаат огромен импакт и во Македонија. Гледаме секојдневно, значи сме на терен, гледаме дека луѓето сакаат да се случи таа голема промена и кај албанците. После 18 години имаме еднопартиски систем и чврсто сум убеден дека со дуи во влада нема да има функционирање на правна држава. Да, меѓутоа стравувате ли дека вака како што стои политичката констелација без оглед кој ќе победи, дека во државава не се создадени услови за независно судство и независно обвинителство, затоа што најмногу се кршат копијата околу законот за обвинителството? Апсолутно. Ја мислам дека идната влада се решија одредени големи прашања, како што беше прашањето Преспанскиот договор е најголемата работа што се случи последните 3 години. Без тоа, иако ВМРО вели дека може, не знам сега работата на името, тоа е друга работа, меѓутоа без тоа ние не можевме да бидеме дел од НАТО. Да не отвараме дебата за името. Да, не би сакал за тоа да само да прашам како ќе се чувствуваш ако некој го спореше неговиот идентитет. Мислам дека тука треба поголемо разбирање. Ја мислам дека идентитетот не е во прашање, меѓутоа да се разбереме без еден договор со Грција, немаше да бидеме член на НАТО, ние наскоро... Ако забележавте, да се вратам на методологијата, она што го забележа Борис, е сосема на место дека во овој процес нема да влијаат соседите
и дека нема да биде камен на дека нема сумнување заштита од за тоа. да, меѓутоа дека нема заштита, од тоа. мислам дека кажа. Дека не е спомнато оној дел со Бугарија, Со Бугарија, и така како ризик. Тоа не Ако може мал коментар, не, јас имам, значи ми имате право само една реченица да кажете како реплика, молам затоа што сега, имам бе, крајно да, прашање, да. сепак и јас треба да прашам уште во ред, нешто. само кратко. Значи, ако мислиме дека правна држава е со документи, човек со фрактура на череп, истепан од градоначалникот Курто Дудуш, и тој добива само судска опомена, тоа не е ни условна казна. Градоначалникот од СДСМ на Веројатно шутка, вакви примери ќе се добива само најдат и во време опомена, кога вие сте и сега ние велиме, сега тука треба да правиме психолошка анализа на СДСМ колку они биле спремни за предизвици. Тоа на интервју за работа кој ми е битно на граѓаните. Видете, луѓето може битно им е на граѓаните заради тоа што слушаат. граѓаните плаќаат казни за 100 кебаб имаше случај човек да биде осуден, ама ако е градоначалник од СДСМ например нема Никола Джевата Адеми. Еве пред 2-3 лет пукањето на свадба. Тоа и медиумите многу не го истражија дали е точно или не е точно. Вака искрено ја немам 200 сведоци имало, еве ја го кажувам јавно. За ова има судска документација, немам впечаток. Искрено не би имал ништо против. Ја многу пати сум го зборел тоа господине Тараве. Свадби биле повредени. Не, има такви 100.000 случаеви од ДУИ кои што ги знае целата јавност и ништо не се превзема. Дури новинарите не знам зошто се толку инертни кога се работи за случаи. Ова беше објавувано во некои медиуми. За крај прашањето дали во овој пратенички состав ќе биде донесен законот за забрана на увоз на РДФ или отпад за горење кој што го прима цементарница и доаѓа од Италија преку Грција. Координаторот на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија имаше изјава во која експлицитно кажа дека има поддршка за гласање позитивно за овој закон. Ти бевте Јас очекував дека вие заради потребните консултации и кажавме јавно, отворено пред јавноста дека ни се потребни дополнителни консултации и кажавме која е причината за тоа. Ама јас очекував дека ќе ме прашате дали до крај на овој мандат ќе се донеси законот за јавно обвинителство. И јас се надевам. Еве нека биде така, да не биде дека сум убеден дека истиот ќе биде поставен на седница на пленарна седница во собранието и дека за истиот ќе можеме да видиме кој колку со аргументи вистински, а не само декларативно, се залага за иднина нашата европска иднина и како искате да би гласате. Прашање ќе го поддржите ли законот за Значи ние го поддржавме веќе законот уште во прво читање. Дури на една седница минатата недела нашиот координатор побара да се стави на дневен ред. Тоа не беше изгласано од Социјалдемократскиот сојуз. Но би сакал да потенцирам една работа. Колку што има загадување во државата од увезениот отпад, толку има загадување и од нафтениот кокс, на кој што давачките ги намали оваа влада, претходната ги зголеми и ги користат многу компании како ефтин енергенс, кој што има огромна количина на сулфур, кој што па никој во државата не го користи. Докторот е тука, гледам дека клима со главата, веројатно подобро ја знае оваа тема од нас. Дека и вие ќе го поддржите да не излезе дека со едната работа со отпадот еве ради притисок на јавноста ќе мора да изреагира владата, подеднакво, ако не и повеќе, нафтениот кокс кои што го употребуваат многу компании блиски до раководството на СДСМ, е исто еднаков. Само за крај ќе се најде ли законот за јавно обвинителство на дневен ред како што Јас очекувам дека ќе се стави на дневен ред, очекувам и да почнат и притисоци и уцени кои што сме ги виделе во собранието, бркање на пратеници на недемократски начин. Значи ќе се дискутира во овој пратенички состав. Ние сме спремни со многу конкретни забелешки, аргументи, ако дојдеме во фаза и за амандмани, можеби и амандмани, спремни сме и да покажеме докази за тоа како функционира сега целиот правосуден систем, така да нема проблем, но препораката од нас е следна и да го завршам со тоа. Јас веќе морам да завршам, ме гази времето. Една реченица. Ајде едно. Да им дадеме на овие експерти кои што се единствено стручени за тоа, бланко нека напишат закон, бланко да го гласаме. Добро е што се согласивте дека законот ќе се најде во расправа во овој парламентарен состав. Ви благодарам на сите што бевте гости на топ тема, вам за вниманието и останете на нашата програма.